Добро вечер, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Алфа Подкаст, саботно издание. Одвај се воздржав да не кажам една од вашите омилени емисии на телевизија Алфа, бидејќи можеби ќе здосадам со ваквата најава, но со оглед на коментарите кои ги добивам на социјалните мрежи и на поинаков начин кои се обидувате да ги пратите индиректно или директно до мене, знам дека ви е една од омилените и знам дека саботните изданија се една фина релаксација кога особено останувате дома, за оние кои не сте дома и кои не можете да не следите како Алфа Подкаст на телевизија, можете тоа да го правите следејќи ги стримовите во истово време, но и потоа кога и да посакате на Facebook и на YouTube на Алфа. Вечерашната моја гостинка е најблако кажано исклучителна дама. И да, знам дека сега ќе речете оти секоја најава ми е слична заради тоа што верувајте секоја гостинка, особено кога се работи за жените, внимателно си ја бирам, заради тоа што не велам дека нема и други надвор од гостинките кои поминале низ ова студио да се квалитетни личности, реализирани дами, успешни жени, но има мал дел од нив или дел од нив кои заслужуваат малку повеќе внимание. Имаат што да ви кажат, имаат што да споделат и на крајот на денот да ме и ве едуцираат, бидејќи како медиум национален имаме прети се обврска не само да информираме, туку и да едуцираме, да помогнеме на крајот на денот да си го подобриме општественото живење на нашата територија. И сега да се вратам на гостинката. Таа ќе читам, бидејќи дел од термините, односно од професијава, професионалниот нејзин опис, не го разбирам во целости, тоа ќе биде едно од првите прашања. Таа е лиценциран семеен и сега овој вториот дел и системски советник. Таа е основач на Mental Growth и веќе можете да предчувствувате или да предпоставите дека ќе зборуваме на тема психотерапевтски начини на сознавање на себе си, на справување со сите предизвици ментални кои ни ги носи современиот начин на живот и сето тоа во насока на индивидуална среќа, на среќа во семејството и на колективна среќа која е основа за да имаме здрава држава. Дами и господа, вечерва имам, освен сето ова што го набројав, и преубава жена по сите дефиниции. Преубава со мене е Маја Георгиева Павловски. Добро вечер, Маја. Добро вечер, Искра. Ви благодарам на преубавата покана. Прво ви благодарам, а потоа на преубавиот опис. Немам што да кажам на овие зборови. Нескромно е да кажам дека не ми значат. Убаво ми е што ги слушам од вас. Сега јас контра на ова сакам да ви се заблагодарам. Не само на поканата, но туку на тоа што го работите. Лично на вас, на начинот на кој што го водите овој подкаст, редовно ве следам, на начинот кој што работите со љубов. Тоа ние што ве следиме, го чувствуваме. Како што споменавте, навистина до вас стигнале многу бројни пораки, еве јас да кажам како вас гледач редовно, дека она што го работите едноставно допира до мене, до сите што ве следиме, буди некоја љубопитност, што денес искрени подготви да видиме и следиме со некоја топлина, ја чувствуваме вашата енергија. Сега од тука сакам да кажам дека таа енергија чувствувам дупло повеќе, многу ми е убаво и пријатно. Од друга страна, сакам да додадам дека ретко се денес да се сретне човек како вас. Прво, комплетна личност и приватно ве познавам. Не морам да ве коментирам јас, ќе ве коментираат тие што знаат. Една комплетна во секоја смисла на зборот, а од друга страна голем професионалец. Ова никој не ми го направил, Маја. Еве, јас ќе го направам. Постојат многу новинари, како и во секоја професија, нели? Меѓутоа, вие се разликувате по тоа што новинарите често кажувам дека само прашуваат. А вие сте новинар кој што слуша. И тоа ми е тема што сакам да отворам денес. Слушате внимателно и со сите разговори, со сите гости што ви се, некако ја будите надежта, не враќате во човечноста. И надеж ни давате дека зборот, кој што вие почесто кажувате колку е значаен, и емпатијата кај нас е нешто што е најголема вредност на која што треба да работиме сите ние. Затоа сум многу благодарна што сум тука. Да се одјавам. Да. Ајде време сега да се одјавам. Не знам како да го
да го опишам емотивниот дел од реакција на мојаво тело со ежењево додека те слушам, инаку некаква неформална практика или правило на подкастот е да си се обраќаме на ти, бидејќи сакам гостите кои се спроти мене без разлика на професионалниот ангажман, без разлика на висина на задачата од наша перспектива гледано, треба да знаат луѓето дека сепак од другата страна седат луѓе кои се од крв и месо, кои имаат своји чувства, кои учат да ги контролираат, знаат да ги менаџираат и така натаму, чисто за да знаат дека секој сите сме еднакви, но некои се двојат меѓу еднаквите, како во случајот Маја и токму по овој се разликуваш, ќе пременам на ти. Ето така. Маја се трудам да примам забелешки и да прашувам за себе валоризација луѓе чија професионална кариерна патека или развој ги ценам и ги довело до успех, значи луѓе кои не им е животот сведен на постојани критики, неосновани и така натаму и давање забелешки на било кого, туку луѓе чија кариера и чија достигнување го почитувам, едно од нив си ти, затоа и си тука вечерва. И исклучително ми значи се тоа што го кажа, заради тоа што не дека така изгледам можеби во очите на другите или не изгледам, туку дека благодарам што си го потврдувам себе си, мојот начин на развој на себе си. Сега, малку комплицирано, веројатно ова би знаела ти многу по-симплифицирано да го зборуваш, како и што и ќе го правиме вечерва, сигурна сум, како што и беше воведот ти, многу од темите практично ги постави хиерархиски или хронолошки, не хиерархиски, како би течеле вечерва. Ајде сега за почеток, системски советник. Што значи системски советник? Значи, лиценциран семејни системски советник и основач на Mental Growth. Ќе зборуваме и за Mental Growth, се разбира и за семејното советување, но што значи системски? Системски советник или баш како што спомна, семејни системски советник, значи кога, народно кажано, помагаме, гледаме дека проблемот од некаде доаѓа, но тоа не го потенцираме од каде, баш да насочиме системски гледаме. И не е целта да обвиниме некого, туку целта е сите заедно да работиме за нашето добро. Например, ако во семејството знаеме по наше, да кажем, има индекс лице, кое што пројавило некој симптом или проблем дома, не ги велиме дека тој е виновен. Туку целиот систем, го гледаме семејството како систем, па и трансгенерацијските образци. Работиме комплетно да видиме каде е проблемот, без да осудиме, едноставно да направиме промена не само тој што дошол за проблемот, на целиот систем, затоа што има голем удел во тоа што се појавил на една сесија. Така е. Многу интересна е твојата животна професионална приказна. Зошто е интересна? Бидејќи ако сега во моментот оние кои што го читаат твоето име и презиме на екраните каде што ги подпишуваме гостите со Кајрон, значи Маја Георгиева Павловски на Google излегуваат неколку текста на кои солзе ми дојдоа на очи додека ги гледав од возбуда и од убавина и од среќа. Заради тоа што во текстовите во кои се зборува за тоа како ти испратиле твоите петоделенци кога си завршувала со етапата во кариерата оделенски наставник и потоа стануваш ова што си денеска, ќе ги објасниш ти фино овие сите чекори. Начинот на кој што децата ти приредуваат изненадување, начинот на кој што се трудат да ти ја покажат љубовта, да се простат, не да се збогуваат, туку да се простат од нивното секојдневие со наставничката Маја, е нешто кое што ретко го гледаме. Не дека не го прават твоите сега веќе поранешни колешки колеги, не дека не, некои од нив не се јавно забележани како успешни просветителски приказни, верувам дека работат супер со децата, со своите ученици, но некои или можеби сериозен процент воопшто не ја доживуваат оваа работа така. За да преминеме од тој дел од твојата кариера кон овој, сакам да знам што е она кое што ја натера Маја да размисли дека можеби треба поинаку и во еден повисок и поопшт правец да се развива, сепак е повисок. Од работата со деца, подразбира, завршуваш педагошки факултет, да речеме, нели, тоа е некој нормативен пат. И потоа филозофија, педагогија, не знам тука сега како беше, па здравје, боже, вработување во училиште и така натаму. Меѓутоа ова е нешто сосема друго. Како созреа
индивидуата Маја Ѓоргиева Павловски за да стане ова што е денеска? Ајде малку врати се назад. Се убаво ме врати назад. Да. И ова прашање не сум го добила, а многу баш убаво прашање, сакам да објаснам. Некако Искра природно, како да од секогаш знаев дека ќе го работам ова што сум сега. Сега баш со сигурност кажувам, се наоѓам на место кај што сум многу среќна, исполнета, ова сум јас. Баш, нели, тоа е личниот раст и развој, ова го носи. На себе работам повеќе од 18 години. Знаев дека еден ден ќе излезам од училиште. Како се почна? Од дете да ме опишеш, од секогаш за мене кажува дека јас не сум како сите деца во однос на игри, на буткање. Јас бев од секогаш онаа која што не можев да поминам покрај дете ако плаче. Колку и да ми е врсник, сакав да помогнам. Емоции секогаш на највисоко ниво. Се радувам со сите, меѓутоа кога плачат, плачам и јас. Секогаш сакав да работам нешто кај што ќе помагам. Знаев дека ќе го работам, но тогаш, нели, како дете не можам да се пронајдам. Порасна во семејство кое што би го ставила од 1 до 10, 10 плюс оцена. Знам на децата да им кажам да оценуваме по скали. Семејство во кое што секогаш бев слушната од родителите, сите проблеми ги решававме на маса. Не дека не сме имале проблеми. И ова нешто ме поттикна дека семејството на вистина има најважна улога. Тоа зборувам веќе во основно оделение, бев свесна дека нешто ќе се случува со мојот раст понатаму. Дојде време да се запишам средно. Знаев дека е медицина, со сигурност. Сега мајка ми често знаеше да се нашали кога се запишува в моментот, кажав што и да е во медицина, бел мантил ќе носам. Затоа што знаев дека ќе успеам, бев супер одличен ученик, например со сите пофалби, учев многу, се запишав физиотерапевт. Добра. И таму бев една од најдобрите. Ме праќа по други паралелки да предавам анатомија. Кога дојде време да завршам, кога професорката анатомија праша, Маја, ти сигурно одиш на медицина? Не одам. Едноставно сама се откажав, слушав дека на медицина се запишуваат доколку имаат родители доктори. Нели тоа влијае до нас децата, тогаш допира, и дома кажав, ќе одам на педагошки. И тука моите родители пак беа одлични родители, никогаш не ми кажаа дали сгреши или не, како сакаш така. Само ја почитуваа мојата одлука. Прекрасно. Се запишав вонредно, затоа што цело време брзав. Да завршам и да учам пак после тоа нешто. Завршив за 3 години педагошки. Додека одевме во средно, не кажав на пракса, јас бев таа што многу сакав во делот за старице да сум. Што се изнемоштени, што лежат, и таму тој одел беше мој. И имаше периоди кога баби, дедовци на 5 минути бара вода. Ние нели на пракса, докторките ќе ми кажат, Маја, ќе ти бараат само за муабет. Уживав. Секој ден одев да се разговарам. Да, многу ми беше убаво. Од педагошки како завршив, уште сакам да учам. Се запишав на филозофски, магистрирав на превенција болести од зависност, алкохол и дрога. Повторно нешто со психологија. Да, знаев дека тука веќе се пренасочам, во меѓувреме се вработив во училиште. Тоа беше најголемата среќа, таму од 22 години почнав да работам. Цели 18 години. Децата енергијата ја препознаваат, растев со нив и са на вистина, како што спомна, во тој дел професионално се истакнав со многу награди. Меѓутоа, толку тие не се важни колку што сите писма што ги добивам, пораки и ден денес. Првата генерација ученици ми имаат по 25 години. Секоја одлука што ја носат дел од нив, на кој факултет фатиле девојка, тука е наставничката да ме побараат. Промена сум направила во нивни животи. Тоа е прекрасно искуство. И сега Маја почна повторно желба за учење. Добра. Се запишав на семен системски советник, на арт-терапија, за со деца работа. Сите, значи, обуки што постојат во Скопје и надвор, секаде бев присутна. Каде што станува збор за психологија. И НЛП практичар исто работа на себе, личен раст и развој. Во овој дел исто така семејство во сега ми од голема помош. Мојот сопруг е мојата тивка сила. Секогаш е тука поддршка каде и да сум. Тоа е позади со мене. Ќерка имам 10 години, која што ми дава крилја баш да летам. И некако и таа знае да каже, мамо, до кога ќе учиш, и сега уште учам. А сега учиш тоа? Да, сега учам нешто
поинтересно. Добре. Делови како нервниот систем да си го смириме со точки. Да, тоа е нешто како кинези. Кога ќе завршам, тогаш веќе ќе објавам. Има доста точки со масажа кои што влијат на нашиот нервен систем, кои што се покажале многу ефикасни. И сега во советувалиштето кога работам и кога ќе дојдат многу клиенти, доаѓаат деца возрастни, нели млади, кога ќе кажат Маја, ти си единствена што не слушна и промената е за тоа, полно ми е срцето. Затоа што и како дете бев слушната и никогаш не заборев да си го слушам детето во себе. Знаев дека сакам да сум ова, еви на 40 години, нели никош не е доцна. Ставив баш крај со училиштето, не со децата, излегов од таа комфорна зона, постојано зборувам. Колку е важно да излеземе од комфорна зона, дишам слободно, уживам во секојдневието. Како се случи ментал growth? Всушност, ајде ова да го ставиме за веднаш по ова сега, што ќе го кажам. Децата. Се тргнав од училиштето, но никогаш од децата, бидејќи работиш и со деца. Таа нивна експресија на љубовта кон тебе, апсолутно искрена и чиста, се постигнува како, Маја? Само со љубов. Тоа е автентична Маја, таква Маја и дома, таква е секаде, само со љубов, со многу посветеност. Кога работиш со деца, дали е во образование, сега работе во образование, не може таму да има маска. Тие чувствуваат енергијата, имаше многу од телевизија ќе дојдат да не снимат и ќе ги прашат изненадно деца второ, трето одделение, која е наставничката Мај, така имаше надпис со златно срце. Зошто она секогаш не слуша? Значи јас повеќе со нив бев втора мајка. И кажував и на родители што ме гледаат, ќе се пронајдат тука, детето ќе научи да чита, ќе научи да пишува, да не се нервирате, ајде го засак училиште. Кога ќе го засака и оној пат трча некој училиште, значи сме постигнали. Да. И моите ученици плача кога се болни. Дека ќе отсуствуваат од училиште, наставничката прави секој ден работилници интересни, а ние ќе ги пропуштиме. Моето учење беше секогаш преку работилници. Никогаш онаа класична настава. Не се сеќавам дека јас сум си поминувала така во моето време, меѓутоа уживам додека да слушам, бидејќи тоа е сериозна инвестиција во нашите деца. Во една прилика, во едно интервју ќе кажеш дека да, тие и ќе научат, и сите деца ќе научат, тие се толку интелигентни, толку сунгерчиња, генерално без разлика на која возраст. И да се, важно е да се среќни, да почувствуваат дека се згрижени, дека се сакани и да им се направи како втор дом на вистина чувството за училиштето. Каде е тука најтесната причинско-последична врска за ова да се постигне? Дали потекнува, сигурно потекнува од наставниците прети се, но каде е тука улогата на родителот и колку детето треба да, какви предиспозиции треба ли да има детето, или едноставно секое дете може да се научи да го прифати, да го сака училиштето, а зависи од овие две алки во синџирот. За да има таков успех да го прифати училиштето, голема улога има семејството. Значи, тој триаголник, родител, наставник, ученик, не случајно го кажуваме често, мора детето од дома да е подготвено за во училиште, во смисла дека училиштето е вториот дом, само толку барам. Доколку дома ние зборуваме наставничките, ако не си мирен, ако не седиш и те казнуваат, како детето да го засака училиштето? Да, тоа се уверување погрешно. Точно тоа, ние во училиште ги учиме, јас ги учев на љубов, казни никако, гласно секогаш зборувам, децата не се за казни. Меѓутоа, имало и деца кои што дошле со страв во училиште, несвесно од дома е пренесена пораката. Секој родител зборува за добро на детето, но некогаш грешиме. Па и тоа дете, сум имал ученик, кога се наоѓа во таква средина како што се моите паралелки, невозможно е да не го сака училиштето. Значи, не можевме да се одвоиме до 5 одделение, не помине искра ден да нема преградки. Да не се гушнеме и гласно за емоции секогаш кажував, деца, јас ве сакам. Не е тоа чудно. Сум се наоѓала на критики од колешки, ова се ученици, нели, зошто вака се обраќаш? Тие се деца и јас стварно ги сакам. Зошто да кријам? И ќе си отидат они, ве сакаме наставничка. Тоа е тоа, мислам, нели? Да. Така да љубовта се чувствува. Да, апсолутно. Mental growth е една нешто многу повеќе од сама просторија каде што ти ги организираш и спроведуваш работилниците. Тоа е една енергетска
голема соба во која нема бариери, средана, барем според фотографиите, немав можност да дојдам, иако знам на една прекрасна промоција твоја за твој прирачник за кој подолу ќе зборуваме. Од фотографиите видов како е тоа фино се уредено и како и секоја боја, секоја ќоша има енергија. Се гледа и на фотографии. Како се случи Mental Growth? Па долги години од како Тоа е сериозен завршив. излез од комфортна зона. Да, и многу сум благодарна што излегов од комфортната зона со најголема поддршка на мојот сопруг. Дали кој излегуваш од комфортна зона, колку и да знаеме, не е лесно. Со години работев со клиенти, значи во други места, и веќе дојде време дека јас на вистина да си ги завршам 5 оделенците, и тогаш мислев на нив. Јас веќе од 3-то оделение, кога бев со мојата паралелка, мислев да се насочам кон ова што сум сега. Меѓутоа, нивните емоции и моите емоции ќе беа повредени ако не завршев до 5-то. Сега завршив генерацијата, 5 оделенци, и тука со голема поддршка од сопругот, време е да отвориме нешто, затоа што каде и да бев, на вистина имав и клиенти, работев со љубов, и тоа беше време нешто мое да се има. Го отворивме, како што спомна, 2 соби има, едната соба е за деца. Успеав да направам катче, кој што е соба за разговор. Децата доаѓаат и немаат впечаток дека се некаде, дали ке психолог, дали ке советник, има лулашки, има перничиња, има шаторче, и кога ќе видат, ние се наоѓаме во игратека, со цртежи, преку игри на најмала возраст работам, полна е со љубов собата. Кога ќе влезе дете, прво онака, нели, страмежливо гледа, не сака да го остави родителот, и до сега ниедно дете не се случило да си отиде без да плаче за да остане повеќе. Колку години е најмалото дете со кое си работала? 4 годинки. Да. Значи со нив може И да се да, води... преку игри може да се видат, емоциите се многу важни во овој период, само да се најде соодветен начин. Тоа ми е просторија за децата, а другата просторија ми е за возрастни, за тинеџери. Тинеџерите ми се исто омилени. Да, Тие знаат што сакаат, нели? Да. И тука морам да кажам дека внимавав на секој дел и во таа просторија, како што спомна, со обоите, со светички, прво јас да се чувствувам убаво. Кога го бирав местото кај што ќе бидам, значи не го прифатив веднаш просторот. Јас влегов да имам енергетски каде се чувствувам. Едно место одбив што беше супер, само кажав, мене тука енергијата не ми се чувствува убаво. И ова беше место кога влегов, само кажав, тоа е тоа што го сакам. И сега тинеџерите доаѓаат и малце ги имаш, ти мислам, ќерка тинеџерка. Да, знаеш ги како се, обожавам. искрени се. И ќе дојдат и ќе кажат, па ти не си била страшна, баш се оригинални. Кога ќе видат начинот на кој што ни тече разговорот, со нив имам активности, значи знам да направам вежби психолошки некој, многу допира тоа до нив, дека се слушнати. Јас ги разбирам, секој развој кај детето го разбирам. Тоа е многу важно. Значи, они минуваат на вистина тинеџериве, кога сум тука, низ многу предизвици. И кога ќе видат тука се разбрани и дека помош имаат после 2 пати што доаѓаат, тие ми се најредовни. Ќе заврши процес, ќе кажам, ние тука завршивме, сега продолжете си со сите овие, не, еднаш месечно само да ме видат. До врата ми се случи изненадување со еден цвет. Значи, само до врата да ме види, да ме гушне, тоа е 3-та година девојче. Така да местото ми е баш така полно со љубов. Не можам. Да. Колку благородна професија имаш, Маја. Во суштина тоа е. И имаш уште толку поблагородна мисија животна. Ке зборуваме и за тој дел. Ги спомна предизвиците, особено кај тинеџерите, најчувствителната возраст, кога тие се ултра брилјантни мозочиња, јас така ги викам. Например, често знам да кажам и за Јана, за ќерка ми, дека е многу подобра верзија од мене и сега, и тогаш кога јас сум била на нејзина возраст. Значи, неверојатни паметњаковци се, ајде така народски да ги речеме, меѓутоа исто така имаат, се сепак деца според возраста и си имаат предизвици кои можат сериозно да ги изместат од вистинската патека, која и да е индивидуална за секого вистинска патека. Значи, Инстаграм е тука мрежата која што не
не мора да се доживува како сатана, нели? И да не сме тука да ја сатанизираме ниту Инстаграм, ниту Фејсбук, меѓутоа сите тие комерцијални моменти на филтрирање на изгледот, до идеално совршено тело, совршен лик, испеглана кожа и така натаму е огромен притисок за нив, и гледаме дека не само што ги следат и стануваат на некој начин зависни од тие начини на манифестирање на животот или представување на животот преку Инстаграм, туку и се обидуваат себе си до толку да се искриват во изгледот или да се трудат да се ископираат некој лик, некаков идол, ако воопшто така може да се каже, од Инстаграм. Прашањето ми е, бегаат од себе или ние возрастните недоволно знаеме да ги насочиме или да им го ограничиме, да му го ограничиме влијанието на Инстаграмот врз нив. Значи, дали кај децата е слабоста или ние не сме подготвени како возрастна генерација да ги заштитиме на некој начин од тие влијанија. Искра се потекнува од семејството. Значи, ако треба да одберам дали децата или ние возрастните, за се сме виновни. Ако можеме да кажеме, за некоја промена да настане кај детето, баре го проблемот кај мама и кај тато што се случува. И ова Инстаграмот навистина има и позитивни работи. Поврзување со други лица, многу има убави идеи, многу убави видеа, има поучни. Меѓутоа, како алатката ќе користат децата, тука треба да видиме ние родителите. Прво, ние мора да сме пример не само со зборови. Тоа често го кажувам, ние да кажуваме немој да се фотографираш, зошто со филтер, а мама седнала си се фотографира. Кој пример сме? А често гледаме, нели, возрастни, или глумиме маска совршенство. Се ни е нас убаво преку фотографии. Зошто? Па многу е убаво кога сме уникатни, онакви какви што сме. Имам едно дете што доаѓа кај мене, тој е тинеџер, и тој беше многу искрен, дојде и кажа, јас вака веќе не можам. Колку повеќе скролам на Инстаграм, на нивниот речник, толку сум понесреќен. Само доверба ми паѓа, сите се среќни, јас ништо не правам. Сега тука, прво, супер што е искрен, меѓутоа се губи на автентичност. Се намалува кај децата самодовербата, која што води кон анксиозност, која што е секој ден застапена кај нас. Родителите треба да се вратиме на семејните вредности. Како што кажа, не е наша цел ние да кажеме стоп, нема Инстаграм, дигиталниот свет е тоа. Да ги научиме како да го користат, зашто да го користат. Семејните вредности се негуваат во семејството. Тука малку мислам дека ние како нација подлегнавме. Кога сме кај семејствата, таква една фрапантна и континуирана, за жал, лоша вест во однос на статистиката е дека се зголемува бројот на разводи во однос на или во споредба со склучени бракови, што зборува за нешто што нели ние не можеме да генерализираме околу причините, секоја единка собствена приказна, меѓутоа фактот дека е поголем бројот значи дека трпението не постои во прашање. Се доведени моралните вредности, семејните секако апсолвиравме дека ни се во проблем и ни се повредени или изместени или изгубени, треба да ги вратиме, а со тоа и губи целото општество генерално, бидејќи демографијата страда. Ајде, не знам дали е соодветно прашање зошто е поголем бројот на разводи отколку бракови. Еве, не знам дали ова е едноставно да се одговори, не знам, ама дали соодветно прашање исто не сум сигурна, повели ти знаеш што треба да си кажеш. Така. Ќе почнам од тоа дека семејните вредности, нели често слушаме, некако ги нема семејните вредности. Знаеме колку е важно семејството, учиме таму, нели, љубов, поддршка, почит, но треба да научиме и толерантност, граници, почитување. Во последно време некако ние сите брзаме некаде. Рокови имаме да стигнеме, сакаме се во текот на денот да успееме, а некако многу малку се вртиме кон домот. Јас знам дека сите ние, вклучувајќи се јас, живееме брзо темпо, сакаме подобри услови. Меѓутоа, семејните вредности се тука. Не се заборавени. Само треба да им дадеме време и внимание. Исто сакам да споделам, кога дојдоа кај мене случај дека промена има во однесувањето на девојче, го донесоа кај мене родителите, да видиме што се случува. По нашиот разговор заклучуваме дека девојчето вика, ние кога имаме ручек, никој не ме слуша. Зошто не те слушат? Искрени се мало дете, сите гледаат во телефонот.
верува дека само дадов еден ритуал да направат, кога имаат ручек, беа родителите прекрасни отворени за соработка, некогаш сме несвесни како родители, да седнат без телефони, да кажат еднаш во неделата ќе седнеме сите заедно без телефони да се слушнеме. После првиот ручек добив порака од мајката, маја детево почна да ми се смее. Толку мал ритуал, колку значи да се посветиме барем квалитетно и 5 минути. Сега од тука доаѓаат разводите. Се убаво кажа трпение на најниско ниво, нели? Брзиот живот не донесе, меѓутоа секој за себе одлучува и кога има нефункционалност во бракот, подобро е да дојде развод. Со тоа што развод доаѓа на партнерска релација. Многу сум тажна Не е на родителска кога релација. доаѓаат и родителите се мешаат. Значи јас бесот го знам. Работам со разводи, многу е голем бројот, бесот тагата, затоа што разводот е втора загуба. Навистина загуба е на цел систем, си живеел сите заедно и наеднаш ти се руши се и треба да почнеш ново. Се тоа го сваќам кај возрастните, меѓутоа ми е жал за децата. Кога ги ставаат медијатори, лојални на мама, не збориш кај тато и тоа ги погодува, се затвара детето во себе. Пројавуваат тикови, како што споменав, симптоми на анксиозност. За да не дојде до тоа, ги молам родителите, навистина сите што слушаат, се одлучиле за развод. Седнете, објаснете на децата. Мама и тато одлучија, нели некогаш и емоциите престануваат. Подобро е да ставиме крај, меѓутоа кажуваме дека ние како родители сме секогаш тука за децата. И така треба тоа да го мислиме. Предлагам често кога има такви ситуации, еднаш во месецот да си се соберат на вечера, темата да е само за детето. Значи да не фаќаме други теми, многу ефекти постигнало. Детето е среќно, ги гледа мама и тато, а и навистина треба да се пријатели. Тие имаат дете, треба за тоа да продолжат. Само во тој контекст за разводот сакам да дадам апел, да внимаваат кога на децата им соопштуваат и како им соопштуваат. Има интересно, овој наш народ е едно, не знам, една многу плодна почва за фини, интересни коментари, па некогаш и помалку сеир, па и хумор, па и така натаму. И сега знам една постара жена во моето обкружување која би рекла: туда му се сневеди, па нели се интелектуалци, па зарем не разбира дека на маса седнати телефоните, не мора, па паметни луѓе, факултетски образовани, така. Има ли врска, Маја, тоа со овие начини на однесување? Еве двајца факултетски образовани, интелектуалци, личности, реализирани родители, и повторно седат на маса и повторно со телефоните, зошто тоа интелектуално ниво не соодветствува со таа свесност? Дека во моментот кога си со детето во тие 20-30 минути и покрај целиот динамичен ден поминат, мораш да му го посветиш, без разлика колку да ти треба телефонот или можеби ти е во моментот додека јадеш и релаксација, тргни го настрана. Зошто тој тип на свесност не оди со интелектуалниот развој? Не оди. Зошто? Точно. Па не оди, знаеш, вака сега подлабоко кога ќе влеземе, посветеноста кон семејството и сите тие семејни ритуали што ги правиме, водат некаде позади потекло, трансгенерацијски. Многу е важно јас, ти, од какво семејство потекнувам. И затоа кога доаѓаат, правиме генограм, тоа се вика во семејното советување, да видиме во какво семејство растела мама, во какво тато, и очекувано. Веќе кога ќе ги видам јас како се однесуваат, знам, меѓутоа, пак тука сакам да кажам, се радувам, често знам да кажам јас пофалби, и тоа е така, што родителите се многу свесни во последно време. За мал проблем, за било што доаѓаат да видат како да се променат. И тоа е супер. Навистина, си доаѓаат, работат не само со децата, на себе. Тоа е многу добра информација. Убаво ти кажа, ни се случува и на нас и на мене. Телефонот звони, па нели го зимаш несвесно, а знаеш дека со детето си. Да. Меѓутоа, многу е важно како човек свесен да кажам стоп. Нели да се извинам, јас сега треба да се јавам, извини, ако детето има 10 години, да се вратиме на разговорот. Родителите примаат совети. Во тој дел можам да се пофалам. Има ли некоја сфера од она кое што е делокруг на твојата работа, каде што си уште слабо оди или можеби уште табу некаква варијанта, па не се обраќаат за помош во таа смисла, или веќе се, кога веќе доаѓаат се апсолутно отворени за се што или со различни проблеми доаѓаат, не се срамат да се отворат, да речем? Од мое искуство, воопшто не се срамат. Јас ако се прашувам, веќе не е табу тема.
И ме радува дека се повеќе и возрастни, кога зборам на 50, на 60 години. Имам клиенти што на 62 години доаѓаат за личен раст и развој, и за промена, и тоа е за браво. Да. Отворени се, соработуваат, споделуваат, повторно кажам, затоа што ја чувствуваат и мојата енергија. Да. Тоа е место на доверба. Таму можат да споделат, за да имаме ефекти. Јас не им кажувам што да прават, него да се пронајдат сами себе, која верзија сакаат и каде некогаш скршнале, затоа што сите знаеме несвесно да скршнеме од патот. Никогаш не е доцна човек да Никогаш. се освести, да почне да се сознава и да се сврти врати кон себе си. Маја, која е најголемија или што е најчестата состојба заради која ти се обраќаат тинејџерите? Анксиозност. И многу е кај нив интересно што доаѓаат подготвени. Знам дека имам анксиозност, знаат која диагноза, прочитале се и они ми доаѓаат. И тоа е точна диагноза? Не. Јас имам дури доаѓаат, јас имам депресија кога ти кажат, тоа слушнале еден од друг и прво настапуваат на почетокот, сега веќе не, ме познаваат во кругот дека кога има тинејџери кај маја ќе отидат. Доаѓаат и викаат ти мене не можеш да ми помогнеш. И јас викам, ама јас не ни реков дека ќе ти помогнам. Повели, влези, имам таков случај што на неколку места била тинејџерката и од сред разговор си оти. И кога мајката се јави, многу беше загрижена. Пред време се извинувам, ќе донесам уште кај вас. Викам, она може да си оди. И јас реков, немој да ја плашите, па и ако не и се допаѓа мојата енергија, и јас да сум ќе си одам. Нека дојде. Како што влезе, беше така, сега се смеам кога ќе се сетам, озбилна, ти не можеш да ми помогнеш, ама отиде седна на столот. Седна и кога само и реков, кој тебе волку те налути? Кој тебе не те слушна нешто што сакаш да кажеш? Мислам дека очите ги отвори толка. И само рече, мајка ми може да си оди. Како ни почна соработката, тоа беше девојче што се затвара дома, во училиште не сакаше да оди. Ама се работи за интелигентно суштество, да, мислам. интелигентно, прекрасно, не била доволно дома слушната. Со време си покажувала сигнали, симптоми, не ги препознале, не ја слушали, таа е лута. Па таа прва средба ни траеше 2 часа и 40 минути. Значи, толку беше онака сакаше да каже, процесот веќе ни заврши, прекрасна е. Мислам, баш ме посетува, знае да дојде и најчесто тие се јавуваат со симптоми на анксиозност. Меѓутоа не со диагнози како што си ги препишуваат. Така е. Интересно е, за анксиозноста ми беше малку подолу во сценарија, ама ќе си се вратам и на моите теми. Добро. Ајде сега сакам баш конкретно за суштината на анксиозноста. Значи, ако анксиозноста е страв, така, генерално, а стравот е измислено сценарио, по дефиниција, бидејќи не е нешто што реално ни се случува сега, па туку се плашиме дека можеби ќе ни се случи. Зошто ни е полесно да измислиме вакви лоши сценарии, да си предвидиме, отколку со истиот ум и истиот капацитет личен собствен да измислиме убаво сценарио? Да, Зошто е полесно? Често го кажувам, тоа ги прашувам. Зошто наместо да мислиш дека кога ќе отидам во диско ќе паднам, зошто не мислиш леле што убав дечко ќе сретнам, па тука на шега ги фаќам, зошто не мислиш како убаво ќе си поминам? Тоа е нашиот мозок. Мислам, стравот што е потиснат, анксиозноста не е само едноставно страв. Тоа се потиснати емоции. И за жал го има кај возрастните, кај младите, а она што ме загрижува е кај мали деца. Се појавува на детска анксиозност, симптоми. Искра брзо во време кај сите носи такви стравови и симптоми на анксиозност. Баш спомнав, сакаме да сме совршени. Перфекционисти, се да средиме, нема капацитет толку, не можеме тоа да го направиме. И анксиозноста најчесто се јавува кога сака да ми каже, маја, сакам да одморам. Ние го трошиме организмот праќа симптоми. Ќе не заболи глава, или ќе се напиеме апче од времето. Желудник ќе не заболи, не ги следиме симптомите и сигналите што ни ги праќа организмот, со цел ќе се напијам апче, ама јас да завршам на работа, да сум максимално најдобра. А зошто? И тука е анксиозноста светло, кој што се појавува и кажува, треба, ако не ми дадеш одмор, ти на организмот сама ќе побарам, ќе лежам. И најчесто си изнемоштен, лежиш, затоа што ти стварно немаш енергија. Многу е жално кога луѓе се соочуваат со анксиозност и знаат да им кажат ништо не, ти имаш се. Не, анксиозноста не е баш дека е ништо. Се чувствуваш без енергија, например, ги има оние симптоми на вистина, вртоглавица, нестабилност, стравови. Целта е да помогнеме, да се носиме со анксиозноста, да видиме од каде доаѓа.
прекрасна дама ми дојде исто. Споделувам случај затоа што сакам од Да, искуство, те молам. мислам повеќе значи од колку дефиниции да кажам. Симптоматолошки се препознав, искрено Се да ти кажам, препознаваме бидејќи- сите. Знаеш, носат дама една, дама во права смисла на зборот, успешна во секој дел, насмејана, носи дете за нешто да ме консултираат. Детето го оставаме во собата, разговарам што разговарам, гледаме за што се случува и ајде со мајката во соба, разговарам и во тој момент почнува да плаче и вика јас маја не можам. Јас станувам и цело време сум уморна, а ништо не работам. Кога почна да ги набројува симптомите, свативме што е. Меѓутоа, детето кажавме, ти си оди само на работилници кај мене за личен раст и развој, ќе почнеме со мајката. Почнавме со мајката, искра секоја средба, работевме на емоции, потиснати емоции, таа цело време до тој момент гледала се за другите. Лутина, страв, без некаде потиснати во себе, детето во себе не го слушаме, да биде добра мајка, да биде добра сопруга, добра на работа, совршена, а каде сум јас? Да. Кога направи промена на нејзини години, значи повозрасна, Значи е можна. се научи да кажува не, често го кажувам. Не сакам да правам тоа, тоа не е себично, тоа е грижа за себе. Научи не, постави граници, дека денес јас до 6 ја работам, а после да звони телефонот и навистина не мора да сме достапни. Верувај дека детето, за тој момент што дојде прво, веќе симптомот го немаш. Чувствуваат децата. Фантастично. Среќна мама, среќно дете. И најчесто тоа се случува. Децата ги носат, а позадината е јас доаѓам да ги викнам мама или тато. А ова не е ништо случајно. Значи, Ништо не е случајно. универзумот енергетски се ги поставува работите за да има корекција на каде што треба и да го слуша повикот за помош. И практично тука секогаш коцките па на некој начин се поклопуваат. И затоа мора да имаме грижа за себе кога станува збор за анксиозност, да си дадеме одмор, да се вратиме кон себе. Тоа е многу важно. Има ли ситуации кога ниту овој тип на терапии не помагаат на анксиозноста или секогаш исклучиво може да се справиме или се справуваш со состојбата на умот, на емоциите? Има ситуации, сега зависи во која форма е, нели? Има ситуации кога бара и медикаментозна терапија. И во тој случај, нели се одат кај стручни, тие се најстручни психијатри, и доколку дојде клиент со терапија што прима, секако е препорачливо покрај таа терапија да има и разговор или со советник или психотерапија сам да се одбере, за да со лековите ние моментално го смируваме, нели? Тоа што го чувствуваме, меѓутоа проблемот е длабоко. Да излезе, да се работи на проблемот и со тек на време лековите постепено си знаат докторите, тука јас не се мешам, си го прекинуваат и квалитетен живот има. Само треба дисциплина. Да, тоа е уште еден фактор плюс во целото ова лично растење и развивање, дисциплината, но не дисциплина повторно заради потребата да контролираме се или да бидеме не знам, исполнителни во се совршено дури кога тоа не го сакаме, туку дисциплина на почитување на себе или на себе, љубов кон себе. Заборавивме да се сакаме. Може на дневна рутинска дневен рутински пример, еве, што значи дисциплина на себе сакање како дневна рутина. Тоа е веќе и подолг процес, нели, за да се засакаш себе, меѓутоа давам совети на моите работилници кои има возрастни, исто ќе ме прашаат како да се соочиме на брзина со стресов, сакам на себе да работам, супер, ама споделени. Да, и затоа има многу убави техники, ги применуваме, дишењето. Дишењето веќе кој нели не го слушнал, ама не го практикуваат. Правилно дишење, 5 пати вдишувам, го задржувам воздухот 4, 5 пати со уста издишувам. Секунди. До 5 се вдишува, па 4 се добра. Мислам дека и сите ги знаат техниките. 5-4-5, да го правиме наутро и навечер. И сега кажувам често како терапија, рачунете си го станувам. Прво си го правам дишење, додека си пијам кафе. Тука, например, знам да кажам дефокус да направиме. Во ова брзо време, цело време мислиме што и да си направиме ние 10 минути фокус. Ќе си го земеме кафето, им кажувам пример со себе, затоа што јас го правам, да не му дадам на мозокот одма наредба дека јас денес морам се да завршам. Ништо не морам. Каква боја ми е шолјата? Тоа е дефокусот. И кога ќе се насочиме каква тацна имам, каков е вкусот, мирисот, ние се правиме некако имахинално брзо. Да, Пијам кафе, брзам, па кога последен пат сум уживала.
Или ритуал кога ќе се тушираат, знам да им кажам, како се туширате, затоа што ги гледам дека брзо темпо. Ова се многу корисни совети, маја ти Советите се благодарам убави. што ги споделуваш. И ми вика па брзо на брзина, дете ме чека да носам во градинка. Ај од утре почни кога се тушираш, малце мозокот да го насочиме кон нешто друго. Тушот си го забележила каква и ќе се смееме. Не знам ни каков и на вистина. Да. Се насочуваш каков Сега се преиспитувам. Да, бојата нели гледаш, па топла ли е, ладна водата, какво чувство тоа буди кај мене. И ние веќе му правиме релаксирање. И оние позитивни мантри ги кажувам на сите, јас ги практикувам. Од сабајле си го почнам денот во огледало. Си ги кажувам во сегашно време, денес е убав ден. Или ако е за самодоверба, ти можеш. Само да не биде војно, тоа ќе се случи. И кога ќе се погледнат тинеџерите, денес сум убав и кажуваат, навистина бев убава. Има моќ, ама на пример треба барем 2 недели. Да помине, нели, да се некоја навика да нас... прашање. Значи, дали е потребен еден тренинг на умот да го научиш да гледа поинаку, оди, кога ќе речат старите, а бога ми вие стручните лица, до перцепцијата, де факто е до перцепцијата. Бидејќи на смрт на близок, една сестра за својот брат реагира вака, другата сестра реагира унака. Тоа значи дека двете изгубиле браќа, но апсолутно различна е перцепцијата и доживувањето, што значи може. И често знаат нели да кажат исто позитивни мисли, мисли позитивно. Е тука малку јас не се согласувам, затоа што кога имаат страв и кога доаѓаат полни со страв, залудно кажуваш на човек што цело време е под страв, мисли позитивно. Не може. Да, тоа е точно. Уште толку, значи се вознемирува, зашто кога јас нема него... да може да мисли позитивно, и не може, се фрустрира. Јас него сваќам дека има страв. Тогаш кажувам не, соочи се со стравот. И кај мене правам такви вежби, ајде да се соочиме. Каде го чувствуваш, реален, нереален, листи правиме, значи јас од цртање со боење се применуваме и на крајот кој ќе види само освестување, не јас да кажам, затоа што тоа не допира, дека табелата како што не е поделена, тоа е се нереално, вика, па значи чабе волку се плашам помале. Толку треба. Тие некои вежби, прекрасно. разговор со страв. И дома можеме да го правиме. Тие се вежбички. И сега не можам, а да не го сведам заклучокот на едно поопшто ниво од сето ова што го зборуваме до сега, бидејќи како речети здрава мајка, здраво дете, среќна мајка, среќно дете, точно, па среќно семејство, па среќна зграда или куќа семејна, па среќна населба, улица и така натаму, нели? И тогаш имаме едно колективно добро. Македонското општество по сите статистики и мерења на разни меѓународни параметри, индекси и така натаму не е меѓу најсреќните, напротив. И тоа ни се гледа буквално во еколошка, во политичка, во каква сакаме да зборуваме смисла. И тоа не се совпаѓа секогаш со реалноста, бидејќи има држави во кои проблемите им се многу пострашни, поголеми од нашите, и мислам дека кај нас дури има и други примеси на мајндсетот заради кои ние така се чувствуваме и не соодветствува со реалноста. Например, ти си среќна жена во држава во која за мнозинството луѓе таа е неубаво место за живење. Например, јас сум среќна во оваа моја земја и никогаш нема да сакам да си одам. Што сакам да направам? Да преминам на тема патриотизам. Колку ние како самоосвестување, како личен раст и развој, знаеме да растеме патриоти. Да создаваме и да растеме нашите деца, да ги натераме дека треба да го сакаат местото каде се родиле, дека треба да сакаат да и помогнат на државата во дадена ситуација. Не дај Боже, ниту сме во војна, ниту сме ултра гладни, имаме секакви природни услови за живот и така натаму, но кај нас тоа не се гледа така, туку се гледаат некои негативности кои на личниот живот, индивидуалниот, мојот па не му преча толку многу. Нели, кој сам си тера, си нашол пат, знае како се бори и тоа успева да го прави среќа. Прашањето ми е, не знам кое ми е прашањето точно, ама знам дека ме разбрав. Убаво ме насочиш, убаво, јас за патриотизмот тука разбрав. Значи, поентата ми е, знаеме колку ние градиме патриотски односи и патриотски деца, колку воспитуваме. Ето, тоа е тоа.
Никогаш не поставено прашање. Американците имаат многу поинтересни јазични изрази за ова нешто. знаме. Беше тука Да. Кимберли Флечер, една прекрасна жена, интересна Следев. американка. Да не одзимам од твоето време со подсетување за неа, меѓутоа многу полесно Raising Patriots и си ја завршил Така. работава кај нас е овој терминот. Значи колку знаеме и колку се трудиме. Па да не генерализираме, меѓутоа мислам дека слабо знаеме. Кога убаво кажа, кога спомнува патриотизам, не значи само знаме и химна. Нели, кога ќе кажеш знаме химна или сега да не зборуваме политика, патриотизам е нешто длабоко. Тоа е чувство, љубов, одговорност. Не е врзано со партијето, Не тоа со е партија. нешто друго. Кај нас тоа се меша. Да. Патриотизамот е јас тука сум од љубов. Како што кажа, да, среќна сум, одлично задоволна сум, во истата држава во кој што некој воопшто не е среќен. Меѓутоа јас овде растам со љубов и имам одговорност кон земјата во која што јас сум среќна. Ние некако мислиме дека тоа е политички, ги мешаме тие поими, патриотизам е секојдневие. Дали отпадот го фрлам, дали се грижам за природата, тоа е се дел од нашата земја. Дали работам со љубов, честно, дали ширам позитивна енергија или си гледам само за себе и што е најважно, да ги воспитуваме децата да бидат добри, да се ја сакаат својата земја, зборов. Затоа што ни е прекрасна. Земјата не е нешто апстрактно. Да. Ние сме, земјата ја правиме ние со сите наши зборови, со дела и со нашето срце. Ако јас не ја учам ќерка ми дека земјата ни е убава, и да ме види јас дека стварно си ја сакам, често знам да кажам, ќе шетаме, ќе патуваме, едва и чекам да се вратам дома. Зошто, леле, колку ми е убаво дома? Како влегуваме, си ја сакам земјата. Да. Тука сум исполнета со љубов, затоа што и мојата околина и народ на вистина ми си позитивни, среќни, исполнети. И кога ќе ми кажат на оваа тема, ќе си одиме, треба сите да си одиме, што направи државата за нас? Да. И јас браво, тука Маја, одам тоа е. контра прашање. Ми го зема прашањето и тоа ми се допаѓа. Добро. И секогаш викам, што ти направи? Што ти можеш да направиш, а не направи? А можеме многу. Мали работи се прават за љубов кон земјата, не треба кој знае што. Љубовта кон земјата треба да се негува. И повторно кажам, да не се меша со политика. Ние треба да си растеме деца во оваа земја затоа што спомна колку е мирно, колку е убаво, и имаме напредок само доколку сакам. И пак се надоврзуваме на најважното. Секој да работи на личен раст и развој, со своја перцепција да види дека стварно тука може човек да е успешен и да е среќен. Ама ако тргнам јас негативно дека и да очекувам дека земјата треба нешто да ми даде, не, јас треба да ја дадам, затоа Така што е. тука растам мирно. Апсолутно е така. Пред во едно интервју пред неколку дена беше министерката за образование во друга емисија која јас ја водам со малку пополитичка тематика и сподели интересна информација за јавната администрација, например во Турција, Германија, Англија, односно Лондон, и точно го опиша чувството на тие луѓе кои се јавни службеници, како тие патриотски ги прифаќаат функциите. И сега тука веднаш следи коментарот на ова, или можеби ќе има и коментари на овој стрим, како и да е, ама колку плата зимаат тие Да. таму државни службени. Дали е се во парите? Еве, Маја, ти со оваа твоја амбиција и со овој твој личен развој, начинот на кој што не престануваш да учиш секојдневно, можеби си можела надвор од границите на Македонија, па и од Балканот, да бидеш уште поуспешна и уште побогата од ова сега, зашто никогаш, например, не се одлучи на некоја таква варијанта, туку одлучи дека тука ќе саградиш себе ти, тука ќе бидеш во Македонија, ќе си твориш, ќе се самосоздаваш. Па тука ми е многу убаво. Баш како што спомна, јас инвестирам во себе и учам и точно можам и надвор да отидам. Значи сум имала и понуди, затоа Овие што и таму сум се професии сертифицирала за други работи. Тука е мирот. Стварно имам тука мир. Никогаш не се двумеше? Не, секогаш кажувам не, од секогаш се знаело за мене. Македонија си ја сакам. Тука ми е семејството. Значи, кога луѓето што ги сакам ми се тука, кога ми е мирно и кога сум среќна, зошто да не? И не се согласувам со тоа, а дали има доволно пари или не. Да, парите ни се важни, да не ме разберат погрешно, нели? За да обстанеме, за да имаме подобар живот. Ама тоа не е најважно за среќа. Јас се враќам тука како се чувствува човек. Ако тука сум исполнета и со се соочувам секојдневно, со здравствени проблеми луѓе, со се соочуваат, кога си здрав, кога можеш да станеш и да се носиш со нештото,
парите навистина се на второ место, па и да не кажам на трето. Здравието, семејството, исполнетоста. Тој што работи тука и што вложува во себе, мислам дека му се враќа и финансиската состојба да му биде подобро. Така да колку ние вложувам, затоа што нели ако отидеме надвор, има случаи искра, отишле и работат било што надвор. А тука не работат. Тука сакам да се вработам по струка, а во друго место нели ќе ми ако треба и садов. Зошто? Ова е нашата земја. И тука можеме да се пронајдеме. Тоа е перцепција. Ти убаво спомна, секој со своја перцепција. Да, ама многу убаво ова го илустрираш и многу убаво го постави на своето место, знаеш, бидејќи не по секоја цена и се само заради богатство и дека тоа ќе те направи да ги исполниш своите соништа. Не, соништата произлегуваат од друго место и треба поинаку и да се реализираат. И спокојот нема цена. Така е. Колку анксиозност има врска со стравот од сиромаштија, леле се плашам да не ми снема пари. Не знам. Во смисла имаш ли такви случаи има со случаи, кои? тоа е да. Тоа најчесто се ова кај луѓе кои што поминале веќе низ такво нешто. Например во детството им не достигало финансиска помош, поддршка, дали од родители. Да, и веќе кога работат или тие луѓе многу штедат, не си дозволуваат и кога ќе дојдат им пречи тоа. Значи на најмали работи штетат, ама тука е стравот дека јас ќе останам пак без ништо. Но пак кажувам, супер што доаѓаат. Го вадиме тој страв од себе и гледаме дека е нереален и уште поуспешни стануваат. Да, тука тоа се клучни работи кои носат до личниот раст и развој. Уште една тема сакам накусо, а потоа одиме на прирачникот кој се вика слушниме. На почетокот од емисијата ти само уште веднаш кажа дека е многу важно да ги слушаат родителите своите деца. Верувам дека тука некаде и ќе се води твојата порака на крајот на моите две традиционални барања порака до родителите и до нивните деца. Но на тема семејните вредности, дали ми е точен впечатокот дека во минатото, во генерацијата на нашите родители, кога бевме ние мали деца, семејните вредности не беа доведени во прашање. Зошто сега се? А зошто тогаш не биле? Има исто така еден друг тренд, чисто за да те насочам во која насока очекувам дека треба да, како стручно лице, да ме одговориш. Ако една Америка, да речеме, беше пример за најбрз или најдинамичен општествен развој на база на така наречената демократија која што почна да и на терен ја спроведуваат, бидејќи они се меѓу првите таа е меѓу првите демократски држави кои практикуваат демократија, која доведе до буквално уривање и до опирање на дното на традиционални семејни вредности, за да сега од безмалку скоро или не знам која правата временскиот збор придавката која што би требало да ми се совпадне со мислова, сега почнуваат повторно да размислуваат дека помлади треба да основаат семејства, да изградат, па да имаат и повеќе детни семејства, се враќаат на тие традиционални вредности. Да. Значи откако го допреа дното, тој некаков циклус, предпоставувам природен, како и да е, но еве кај нас уште како да не сме го допреле дното и уште мислам дека допрва би требало да почне тоа освестување за враќање на вредностите. Настрана овдека брилирав јас со моето гледање на нештата, ми е прашањето зошто во времето кога ние бевме деца вакви дебати и анализи немаше и работа во оваа смисла или материјал за работа во оваа смисла психијатрите, психолозите и советниците нема, а сега имаат. Не можеме да го споредиме и времето тогаш и сега. Знаеме дека нели тогаш и работното време беше различно. И тоа знаеме, родителите се враќаа порано, барем јас кога бев дете, имавме семејни ручици, имавме семејни дружби. Не дека ова е лошо време. Мислам, ние мора да следиме трендот што носи. Меѓутоа, она што треба за да се вратиме на семејни вредности е само да погледнеме дома. Тоа не достига. Тие ручеци често ги спомнувам и знаат да кажат, знаеме што ќе ни каже да се вратиме на семејен ручек. Да, тоа е најважно, да се вратиме кон децата, да ги слушаме. Порано нас не слушаа, нели немавме телефони, па си разговарахме, па многу гости, многу роднини, сега некако се изолиравме. Секој сам да заврши обврски, навечер да си седнеш дома затоа што си уморен и тие има и социјална анксиозност. И јас пак од мој аспект искра гледам,
сосоветувалиштето, јас не можам да кажам дека не се враќаат, луѓето се враќаат на семејни вредности. Са јас го гледам баш од работа и за жал што е добро будењето почна. Кога ќе го допредното. Например, кога ќе се соочат со некоја загуба. Или кога детето има анксиозност, ама анксиозност што бара лекување со терапија. И тогаш тоа настанува свестување, за жал во тие ситуации се враќаат на вредностите, дека животот е да се вратиш со семејството. Ако треба да откажеш на работа некој состанок, да бидеш тука за детето, за сопругот, за пријателите, тоа ја полни душата. И затоа и преска спомнав, не дека ги немаме семејните вредности. Некаде сме ги потиснале, единствено што треба време да им најдеме и внимание. Тоа се мали ритуали. Секојдневно, например, и да не можеме, кога се подготвува дали маса се става, зошто да не учествуваме сите, така беше во наше време. Да. Сега, нели, децата си седат, повеќето случаи, мама става. Ние заедно станувавме, знаевме, сестра ми ќе мести чини, јас ќе наместам, па тоа ни беше заедничко време интересно. Колку е малку тоа да се направи. Пред спиење кажувам исто. Ако ќе кажат немаме време, 10 минути имаме време. Наместо да го земеме телефонот и телевизорот, ајде да седнеме на маса и тоа да им напоменеме и на децата и на партнерот, да се споделиме. Како поминавме, како се чувствувавме. И тука имам исто порака, од училиште се враќаат деца и прашања вака, тоа несвесно допира до мене пред зграда. Како помина математика? Леле, зарем сгреши. Македонски што направи? И тука веќе грешни прашања. Затоа е слушнеме комуникацијата да ја подобриме. Наместо како помина, што е важно математика, дали има 90 поени или 100 за петка. Дали се децата оценки или тестови? Не. Детето сака да го прашаш и тука веќе се отвара комуникација. Среќна беше денес или тажна? Кога ќе почне да раскажува кој другарче те направи среќна, кој е тажна, како беше на голем одмор, отвараш една добра основа за комуникација и после доаѓа до учењето. А тие прашања, да се вратиме малку на тие вредности кои што се многу мали ритуали. Како се случи слушниме? Значи, тоа е прирачник, има прекрасно име, односно наслов, и апсолутно не само за родителите и за децата, па и не знам, и бабите да си го прочитаа. Го прочитаа бабите, веќе добив коментари, да. Си го дале една на друга комшики. 3 баби, сите ми пише и ги поздравувам. Како настана слушнива? Ева, инспирацијава веќе ја препознаваме, но како се случи слушниме и што е во суштината на содржината, плюс од ова што досега зборуваше. Верувам дека има уште некој детал што испуштивме да го испромовираме во рамки на прирачник. Слушниме е семеен прирачник. Добра. Баш така јас и кажав, како за тебе што објаснив дека со топлина работиш, тој се разликува од книга затоа што е со топлина. Тука се наоѓаат приказни од клиенти, од деца кои што доаѓале, од семејства кои што доаѓале, тоа ме поттикна. Кога ќе ми се појавија на врата и родител безпомошен, сака да е слушнат, таа порака ја слушам јас, и дете кое што сака да е слушнато. Најдобра намера има и родителот и детето, ама нема добра комуникација. Детето едноставно не е разбрано, не ме слушаат, емоциите не му се валидизирани, нели, како што се, а родителот не знае на кој начин да помогне, затоа што границите се различни кај дете од 5 години, различни се кај тинеџер. И колку приказни помина и си реков, комуникацијата мора да се промени. Децата бараат да бидат слушнати, не само децата, и ние. И нашата комуникација секојдневно како си, не е комуникација. Како си продолжувам. Никој не слуша како си да те слушне. Само навика прашање. Да. Слушнеме така, настани има 7 приказни. Добро. За стравот, за срамот, кога растат што им се променува, телесни промени, за таа детска анксиозност, за влијанието на социјалните медиуми, за разводот, за трауми после загуба, која што за жал се случува кај мали деца, само што во прирачникот е тоа загуба на милениче. Добро. А инаку губат и родители, затоа сакав да допрам до сите. Приказните се двојат од секојдневието, по тоа што започнуваат со грешна комуникација родител-дете на приказната и потоа имам објаснување како треба да комуницираме. Одлично. А пред секоја приказна има еден едукативен дел за родителите. Често што ме прашувале како да постапам, и сега тука ја ставив цел едукативен дел за секоја приказна. На крајот завршува со активност дете-родител. Тоа е она да се вратиме на семејна вредност. Време 1 на 1. Заедно да го поминеме, да ги ставиме емоциите на маса и тогаш се ќе биде подобро. Целта е да допре до сите.
како расте и развојот детето, да знаеме како и ние да се менуваме. И како што кажа, таа е за сите што работат со деца, за сите нас да ја прочитаме. За агресија, за страв, за срам кај дете. Навистина добив многу убави пораки. Ме радува тоа што се помогнало. Со неколку реченици ми кажуваат, ја променивме комуникацијата, навистина има промена. И тоа не сгреши што ја направи. Енергијата, со комуникацијата се менуваат и делата, и еден циклус, еден прекрасен. Што се однесува, мала дигресија, само што се однесува до лошите работи, и ова што го има споменато преку загуба на милиниче. Практично тие сите наведом лоши работи се всушност само начини кои треба да надонесат до станување успешен, до учење на лекција како да се биде подобар, тие се случуваат за нас да не подготват за нешто многу подобро, или тоа што невронаучниците ќе речат или умилуваат да го кажат контрадикторностите на контрастите животни кои не се лоши сами по себе, туку се само една затворена врата која отвара нови други врати за едно подобро утре. Маја, на тема прирачникот слушниме, ме интересира свеста и желбата кај родителите да станат подобра верзија од себе за да им помогнат прво пред себе да си помогнат, а потоа на децата. Го купуваат ли, има ли интерес да се едуцираат во оваа смисла? Да. Не можат сите на работилница да дојдат, немаат време, икс причини, ама го купуваат. Да. Прирачникот го купуваат. Каде е достапен? Достапен е кај мене во советувалиште. Добро. Може да се најде во аеродром, се наоѓам и го праќам со достава. Mental Growth, го читаат неколку пати на екранот додека зборуваме, така што сите оние кои сакаат ќе те пратене веќе и многу имам интерес од други градови и тоа ме радува. Некако се погоди една недела се да го праќам во други градови и навистина допира. Во колку примерот си успеа да го издадеш? Тоа значи дека би можело и повторно да се реиздаде. Да, јас на почетокот, бидејќи кога зборуваме ке финанси, нели, повторно кажувам, не се најважни, ми беше желба, ми беше љубов да допрам и си кажав на почетокот 100 примерока ќе имам. Па потоа тие што ме познаваат, не, ај повеќе нека бидат. Ајде ќе направиме 200, ама мислам дека ќе има повторно. Интерес има, да. Навистина посакувам да има маја. Има многу убави пораки. Тоа е прирачник што пред некој ден една мајка ми сликаше, ми прати, вика, трет пат се навраќам. Детето си легнало да спие, јас се навраќам да видам во едукативниот дел. И работат, родителите се повеќе работат на себе и на децата. Одлично, ова е преубава информација, која ветува супер подлога за уште поубава македонска иднина. Сигурна сум. Ето така. Стигнуваме на крајот. Доаѓаме до... Зарем стигна и крајот, многу брзо. Значи, течеме точно 1 час и 10-12 минути. Ние можеме уште од почеток да почнеме, така се чувствувам. Да, и може да има иста почетничка таква возбуда и енергија со секоја следно прашање. Тоа е енергија, Маја, ти си не знам, многу исклучителна енергија. Ето така. Истото го чувствувам од твоја страна, знаеш уште кога влегов во Алфа телевизија, твојата енергија чувствував. Да, и речем многу ви овде. Многу е во енергијата. Јас многу сакам кога одам некаде енергијата да ја почувствувам. Вака и да не се фалиме да го искористам ова за само промоција, доколку има млади заинтересирани новинари, Алфа е една преубава екипа со многу убава енергија, па повелете, приклучете ни се, медиумите не се најстрашното место за вработување на светот, како што ве плашат можеби во околината, дома и така натаму. Многу убаво може да се живее ако си новинар и нема, па би рекла, ништо поубаво тоа да можеш да им помагаш на другите со јавно информирање, со на некој начин креирање на јавно мислење, нема ништо меѓу по благородните професии и да на светот. И да ја почувствуваат енергија, нели? Тоа е да не бегаат од новинарството како професија, тоа е една, за жал, болна, можеби привремено болна ситуација во македонските медиуми, ама да се надеваме дека ќе се промени. Маја, традиционалните последни прашања или барања од мене до гостите, во случајов до тебе, е пораката твоја до родителите прво, а потоа и до децата, бидејќи тоа се семејните единки од каде почнува градењето на здраво општество за сите. Ајде, за родителите се размислувам што да кажам, да биде пократко. Можеме да зборуваме. Биде подолго. За родителите сакам, вклучувајќи си себе, затоа што кажувам секогаш јас учам, затоа и за себе се ставам во секоја работилница, во секоја група. Грешам често, човек сум. Апсолутно. Тоа сакам да ги научам родителите. Значи, да се ги прифаќаат грешките. Да не бара да бидат совршен родител. Нас, децата, не сакаат присутни.
Децата нас не сакаат до нив. Кога се тажни да подадеме рака, да ги фатиме за рамо кога се срамат, да бидеме тука. И како што растат, многу е важно некогаш и тишината. Таа многу зборува, присутноста и емоциите кажуваат се. Не мора секогаш ние да бараме како родител одговор да дадеме на детето дека нашиот мора да е точен, дека јас мора да сум подготвена. Не. Јас сум присутна тука да се посветам повеќе во животот на детето. Како што спомна, се случуваат и убави и помалку убави работи во животот, секој момент да го користиме со своите деца, со своето семејство. Тоа е нешто што не можеме да го вратиме. Децата брзо растат, работата си стои, ние ќе си бидеме амбициозни, меѓутоа да бидеме присутни и да растеме заедно со нив. Прекрасно. За децата да не брзат да растат, да си уживаат во детството и да се прифатат какви што се најубави. Значи, они се толку уникатни, ги обожавам кога ќе дојдат со таа посебна енергија, да си го живеат животот. На помалите, мислам, на сите што се во таа група со образование, да не трчат по оцени, по знаењето. Значи, знаењето е тоа што останува и се приметува личност која што е важно знаење, а личност која што и биле само важни оцените, и да го користат денот за насмевки. Да си наоѓаат нешто, да си се насмеат, да си се дружат, па некогаш може би тука се ќе бидам осудена со пораки, нека ја остават книгата на страна. Ќе почека книгата, ќе почека учењето, значи нека се дружат и нека уживаат. Сакам да се воспостави една убава основа на комуникација родител-дете. Да се доверба да има, тоа потекнува од семејството, затоа што како што растат децата, многу е да се вратат кај мама и тато да споделат што ги мачи, наместо да бараат сами излез. Тоа се негува од мали носе. Но не само на родителите, сега ми текна во меѓувреме на децата, на сите нас, една порака да се сакаме самите себе. Зборуваме за љубов кон земја, љубов кон деца, љубов кон работа. Ако не се сакаме сами себе, не можеме да пружиме љубов. Значи, прво треба да се сакам јас, па да ме чувствуваш дека стварно јас сум полна со љубов и да ја делам таа љубов. Кога мислам љубов кон себе, не мислам јас сум совршена на работа и совршена мајка. Си ги простувам грешките, што сум ги направила сигурно, безброј, си зборувам нежно со себе, како што зборувам со другите. Малку да се вратиме на оние критики, постојано леле не направив, лошо сум во ова, не. Во секој момент реагираме во тој момент како што сум мислела најдобро. Да бидеме нежни, да не се критикуваме, затоа што топлината е онаква што треба, со која што треба да се будиме и со која што треба да легнуваме. Ова многу баво го кажа, да бидеме нежни со себе, како што знаеме со некои други. Например, различна е комуникацијата, ако сме сите искрени, кога разговараме со нашите деца, нив и повеќе од себе ги сакаме. Нормално. И кога за себе знаеме да кажеме, колку си за никаде ова, како ти падна, па го скршиш сам себе кога си се критикуваш. А тоа веќе енергија си внесуваш која што не ти се допаѓа. Наместо тоа ете уште еден совет. Пробај да се сакаш како своето дете што си го сакаш. Така може да си пишуваме благодарности. Или во денот кажам, ајде кажете ми колку пати сте кажале браво. Ама браво зборуваме за мали работи, браво си дадов одмор за себе. Браво денес отидов физичка активност некоја направив. Го оставив детето, јас читав книга. Сум пример за моето дете што треба. Значи мора да се погледнеме. Да бидеме ние среќни. Среќата и спокојот носат промени. Џабе се сите учебници, сите лекции научени, петки добиени, ако не сме среќни, ако немаме здрави и да си деца го кои треба да животот, прираснат. искра, многу е убав. Да. Животот бара да биде живеан во секој момент. Толку е убав да станеме, да се радуваме дека сме тука и да си го живееме баш секој момент. Еве, јас сега сум тука и баш сум тука. Толку сум среќна што сум тука и затоа кажам сега живеам. Може би надвор после ме чека некој нов предизвик, него не размислувам. Сега сум многу среќна. Маја, ти благодарам за Маја. тоа. Ти благодарам за искреноста, ти благодарам за многу практичните, стручни и преку примери совети што мене ми ги даде, а преку овие 3 камери тука и на сите оние кои не гледаат. Ке може да си ги слушнат и пак ако повторно си кликнат и утре и задутре прекутре на Facebook или на YouTube. Репризи нема чести како емисија на екран, меѓутоа за среќа што па еве ги користиме добрите страни на социјалните мрежи. Пример сте.
Маја, се надевам дека слушниме нема да биде последно твое издание, верувам дека нема да биде, сигурна сум дека ќе креираш нешто многу повеќе или некои многу повеќе нешта, па ќе те чекаме тука за некое време пак, за среќа брзо минува времето, па повторно ќе се видиме, односно јавноста ќе има прилика да те види, бидејќи така никако ни лето, зима, пролет и не сме ни свесни кога годината минала. Ти се радувам што си ми во близина и што прети се вечерва преку овие 3 камери, преку микрофоните се доближи себе си до сите кои има потреба на ваков тип на будење. Ти благодарам на поканата и на крајте можеме да завршиме да се слушаме самите себе. Да се ги праќа, да се ги следиме сигналите што ни ги праќа телото. Тоа секогаш е во право, никогаш не лаже. Ако бара одмор, да си се одмориме затоа што го заслужуваме. Благодарам многу. Ти благодарам, Маја, бескрајно. А јас, почитувани, вам ви благодарам што вечерва разменуваме енергијата, која иако јас вас не ја гледам, ја чувствувам, а од тука сега и веднаш, бидејќи е доцна, не ќе можам додам и да си купам примерок од слушниме од кај Маја, но секако тоа ќе го направиме во некој од следните денови, бидејќи нема ништо подобро од тоа да можеме преку работа на себе и инвестиција во сопствената среќа да бидеме одличен пример за нашите деца. Добраноќ.